Добредојдовте во новата епизода. Најпрвин ви благодарам што сте тука со нас, се уште од самиот почеток и што не гледате и не слушате. Заедно со вас тука и Шпаркаса банка, која што водена од нивните стратешки заложби, силно се залага за младите и нивната финансиска стабилност. Денеска со мене е Матеј Александровски, студент на ветеринарна медицина, 4-та година, голем љубител на домашни животни и мислам дека ќе ни даде одговор на прашањето зошто мачките кога не гледаат така лошо, дали се гладни или можеби сака да ни ја зема душата или не знам што е работата со мачките така со нивниот строг поглед. Но најпрви уште еднаш добре дојде и како си? Здраво Теа, најпрво би сакал да се заблагодарам за вашата иницијатива што односно зедовте интерес за нашата струка, односно ветеринарната медицина. Во однос на мачките, значи специфично, тие се многу темпераментни животни, многу повеќе од кучињата и според твоето прашање зашто не гледаат така, може да бидат поради многу причини. Може да тие и да не гледаат така, но всушност не мора да биде тоа дека, иако личат нервозни, не значи дека се всушност нервозни. Значи, сепак може да бидат гладни, жедни, среќни може да бидат и така натака. Значи, тоа е убавината на животните, што не секогаш нивните телесни гестури искажуваат нивната емотивна состојба. Значи, повеќе би рекол дека е од некоја физиолошка потреба, зашто понекогаш не гледаат така лошо или понекогаш не сме ние луѓето криви поради тоа, туку може да се во болка, пример, некој процес им се случува во организмот и така натака. Еве, најпрвин да ја започнеме епизодата со прашањето зошто баш ветеринарна медицина? Што те инспирираше и те поттикна на почеток да запишеш и дали имаше поддршка од твоите дома? Кога рече јас ќе студирам ветерина? Значи вака, пред да го одговорам ова прашање, треба да нагласам дека јас живеев во Канада 7 години. И сега, едно време патувавме од еден во друг град, тоа беше околу 3 дена патување. И за време на тоа патување јас памтам, гледајќи по патот надвор низ прозорецот на колата, колку диви животни јас видов, значи срни, лосови, диви волци, мечки, и така натака и други животни и после тоа се сеќавам застанавме на една бензинска пумпа и сакавме да отидеме до едно езеро во близината и ни рекоа немојте да одите натака, има диви мечки. Уште 100 км на пат ми викаат немојте да одите во шумата, има диви мачки. И цело време викам животни многу се тука, различни се, ги има. И после тоа откако се вративме тука во Македонија, од школа не носеа во зоолошка, во природно-научниот музеј и мене тоа све ми се насобра и јас реков дека јас многу ми се интересни овие суштества, животните, различни се, сакам да знам нивната комплексност, да разберам анатомијата, физиологијата, што не разликува нас луѓето од нив и така натака. А во однос дали имав поддршка од моите, имав доста поддршка од моите, бидејќи мајка ми по струка е матичен лекар, татко ми е професор по мечување, односно има завршено факултет за физичка култура. И тие ме потикнаа баш, значи биолошки науки, вика топ, може. Сега спомна дека мајка ти е матичен доктор и тука онаа компарација што зборува цело време дека оние што се бават со ветерината, всушност и не се доктори и кога се споредува со медицината, имаат некои стереотипи дека ветеринарните доктори не се доктори, тие учат многу малку, тоа е многу лесно, едноставно со животни, многу е потешко медицината. Па еве јас ќе те прашам дали е тоа така или според тебе ветеринарната медицина е малку потешка, бидејќи станува збор за, можам да кажам, над 9 милиони видови на животни. Да, живи организми. Значи, прашањето е во однос на медицинскиот, така во однос на хуманата медицина. Да, која е компарацијата помеѓу тие две науки? Да, која е полесната, која е потешката, бидејќи нели оние стереотипите за кои ти спомнав? Вака, значи, јас би рекол дека ветеринарната медицина е потешка, поради тоа што хуманата медицина изучува еден организам само, а ветеринарната медицина учи премногу. Моментално на студиите на нашиот факултет ние учиме околу 5 до 7 домашни миленици. Значи,
кучиња, мачиња, коњи, крави, овци, кози. И ние треба да знаеме за секој од нив нивната анатомија, нивната физиологија, нивната патологија, за разните заболувања за секој посебен вид. Имаше всушност една анекдота, значи еден ветеринарен доктор на емисија ова телевизиска не беше снимана кај нас. Водителката го прашува: "Добар ден, докторе, дали може да ве викам докторе?" И ветеринарот вика: "Па дај, ние имаме 6 години факултет и ние сме доктори." И сега продолжуваат со муабетот и водителката вика: "Добро, дали повојниците се задолжителни за кучињата?" И докторот, револвиран од претходното прашање, вика: "Да, за кучињата се задолжителни, но за луѓето се уште не се." Еве, јас не знаев дека 6 години трае односно студирање на ветеринарна медицина, па еве и од тука каква е организацијата на факултетот? Ти спомна 6 години, дали се тоа 6 години како додипломски студии или на каков начин се поделени? Значи, нашите студии се интегрирани, односно 6 години трае факултетот. По старата програма, која што сум јас, трае 11 семестри, а по новата програма трае 12 семестри. Откако ние ги завршуваме тие 11 или 12 семестри, откако го положиме последниот испит и ја браниме својата дипломска работа, трудодносно, тогаш ние се стекнуваме со називот доктор по ветеринарна медицина, воедно и магистар по ветеринарна медицина. А понатака имаме две опции кои што можеме да се насочиме после тие интегрирани студии. Првата е дека имаме специјалистички стручни студии за безбедност и квалитет на храна, и тој назив ќе добиеме специјалист по безбедно и квалитетна храна, а потоа можеме и да се запишат студентите на докторски студии, односно на трет циклус за соодветната катедра и предмет. Така. Тука ги спомнавме самите студии, на каков начин се организираат. Бидејќи снимаме во природа и сега малку дува ветер, мора да го доловуваме моментот, но може и да го извадиме ова. Ќе продолжиме. Ги спомнавме студиите. Ветеринарната медицина не може без практичната работа, како и многу други професии, па и од тука каква е праксата на вашиот факултет, дали е задолжителна, би предпоставила дека е задолжителна, дали одите на фарми, дали одите во зоошка, колку време поминувате во лаборатории и дали тоа е неминовно да се помине за да ја совладаш ветерината? Вака, во првите 3 години од нашите студии ние изучуваме претежно предклинички предмети, односно предметите кои што нас ќе ни требаат во клиника кога ќе работиме. За време на тие 3 години, кога ќе заврши академската година, ние имаме задолжителна 30-дневна пракса која што треба да си обезбедиме самите. И тоа ни е всушност услов за да запишеме следната година. Ние си бираме каде сакаме да одиме на пракса, со склучен договор сепак ако има ветеринарната клиника со факултетот, а и може и на самиот факултет, бидејќи универзитетската ветеринарна клиника е исто така под рамките на факултетот и може и таму да се оди на пракса. Откако ќе завршат првите 3 години, почнуваат клиничките предмети, односно двете најглавни предмети на што се вака, ни се внатрешните болести на домашните миленици и копитари и внатрешните болести на фармските животни. Сега ние еднаш неделно имаме вежби по внатрешни болести, односно интерна медицина на домашни миленици и копитари во универзитетската клиника. Исто така еднаш неделно имаме и вежби по фармски животни, односно интерна на фармски животни. Но тука праксата, прво би сакал да пофалам универзитетската ветеринарна болница што ни овозможува толку многу пракса што имаме. Ние секоја недела цело време сме отворени за соработка со нас, студентите не примаат и така натака. А во однос на праксата за фармските животни кај нас е малку дефицитарна. Тоа е поради тоа што има моментално многу заразни заболувања во нашата држава, особено свинската чума што е актуелна моментална,
синиот јазик исто така е заразно заболување кај кравите, кај Па и козите. поради тоа и намалена практичната работа во тој одел. И затоа не пуштаат на студентите, мисля не само и студентите, и ретко и претежно студентите, поради тоа што сме извор на инфекција. Еве имавме ние пример сега, каде што склучивме договор со една фарма за свињи, но само со потпишан договор ако не сме имале контакт со друга свињарска фарма или ако не сме ловџи, бидејќи најголем извор на инфекцијата се всушност дивите свињи. И ние имавме неколку колеги, колешки кои што имале контакт и тие не смеа да присуствуваат на таа свињарска фарма. Така. Кога сме веќе, еве почнавме да навлегуваме во практичната работа, ти донесе тука неколку реквизити, како што би ги јас нарекла, па дали еве можеш да ни објасниш дел од нив, кога дојде Матеј и почна да ги вади од кеса и јас погодувам ова, сега претпоставив дали ова на човек, дали е на животно, но добри беа моите предзнаења, односно знаења кои што ги имам. Така што еве јас нема да открием, ќе ни открие Матеј. Матеј, кажи ни што имаме тука пред нас. Кажи ми тебе што ти фаќа око, што ти личи најинтересно. Ова ми личи најинтересно. Еве ќе го покажам. Значи, ова е бело дробно стебло од овца. Ова е вистинска всушност, само што е препарирана. Ова е вистинска. Да, ова е вистинска. И, значи, ова е всушност дишникот. После тоа имаме две бронхуси и све тука овие ова малечкиве се викаат алвеоли, ама за да стигнеме ние до алвеолите, прво треба да ги поминеме примарните и секундарните бронхуси, па примарните, секундарни, терцијални и терминални бронхиоли, кои што се помалите единици, и на крај да стигнеме до всушност алвеолите, каде што се врши размената на гасови во нашиот, не мислам и во нашиот организам, така? ама и во организмот на цицачите. Така, ова велиш дека е препарирана, значи се гледаат бели дробови, баш се бели, значи ова овца никако не конзумирала цигари, тоа можеме да заклучиме. Малце да се пошигувам, но не знаев дека е вистинска, еве, јас мислев дека е така. Но еве сега знаете како изгледа, мислам, делот на белите дробови на овца. Не знам што друго, ова би можело да ми го објасниш, еве на средина да ги поминеме тие поголемите. Значи, ова е црн дроб на куче. И сега, не знам дали имаш видено црн дроб на човек. Да. Нели, поделен е само на лев и на десен лобус. Добре. Тука, кај кучињата, значи имаме лев латерален лобус, лев медијален лобус, квадратен лобус, ова е жолчната кеса, десен медијален лобус, десен латерален лобус, ова е каудатен израсток и ова е папиларниот израсток. И се интересниот дел е не само за црниот дроб, туку и за сите вакви паренхематозни органи, што диференцијалната анатомија е многу интересна. Значи, да се види на кој црн дроб е само поделен на лев и десен. Но има медијална и латерална, лев и десен, толку. И нема жолчна кеса, што е интересно кај коњите. Кој црн дроб е најблиску до црниот дроб на кучето? Дали има некој сличен, еве, например, со некое друго животно? На мачката. На мачката. Да, тука тек бидејќи се карнивори и кучето и мачката, затоа се отприлика слични. А еве, кој има најспецифичен црн дроб кој што си можел да го видиш, еве, барем на слика или воопшто во живо? Па мислам дека на кучето е. На кучето, така? Да. Бидејќи има многу делови. Најмногу лобуси има, затоа. Така. Еве ќе преминеме на другото. Ова ми личи мене на некој на грозија, да не речам, така, бидејќи еве вака, ама не сигурно не е грозија, така што повели Матеј, кажи што е ова. Ова е бубрек од крава. Аха, добро. Значи, најубаво да се спореди со хуманата медицина, бубрегот на човекот е во вид на гравче. Ако така имате видено. Истото е всушност и кај кучињата и кај мачките, како гравче. А разликата кај кравите е тоа што овие тука резенчиња што се овие се нарекуваат бубрежни чашки се овие. Значи од внатре се бубрежните чашки кои што всушност се собираат урината, која што се метаболизира од бубрезите. И секоја од ова посебно лобусче, односно резен или чашка, поминува внатре во
бубрежната карлица, каде што се собира целата урина од сите овие чашки и после тоа оди во мошниот невр и се изфрла. Ова звучи навистина интересно. Јас се надевам дека можеме и вие и на вас гледачите и слушателите да ви доловиме. Мислам на слушателите не можат описно да и во некоја нивна имагинација да претпостават како тоа изгледа. Се разбира, мора да го погледнете и видеото. Ќе се навратиме на прашањето, но имам уште еден дел што би сакала да го фатиме, а тоа е ова. Мислам дека сите вие ќе претпоставите што е ова. Ќе речам мозок, дел од мозок. Ова е десната хемисфера, можам така да кажам, или лева хемисфера. Левата, значи вака ќе му дојде левата хемисфера. Лева. Левата? Лева. Ова е левата хемисфера на кое животно? На човек е. Значи човекот, ама добро, човекот ако гледаме историски наназад, човекот потекнал од мајмуни, да. Од мајмуни, да, мајмуните, човеколиките мајмуни, така што зошто денеска се одлучи баш да ја донесеш левата хемисфера на човекот? Дали мислиш дека малку ја потребуваат денеска? Јас ја донесов бидејќи само сакав демонстративно да ви покажам како личи мозокот прилика вака. А дека поради некоја специфична причина, не, само чисто демонстративно. Така, ова не е препарирано. Ова е вистински препарирано. Мислам дека е. Навистина. Значи јас досега немав искуство да држам препариран човечки мозок, но освено овој што го имам во главата. Не сум сигурен, али мислам дека е. Да не лажам. Значи не сме сигурни, ама ова е се од едукативна гледна точка. Така што ние имаме уште некои работи кои што се во мали садови, но тие понатаму ќе настапиме да ги објасниме. Зборувавме за праксата, покажавме некои илустративни делови на кој начин и вие учите, бидејќи сето тоа мора да биде опипливо на некој начин да го видите за да ви биде појасно да го совладате. Но ќе те прашам во делот на тоа дали некогаш си присуствувал на операција и каква должност имате вие практикантите кога ќе отидете на некоја операција или дали воопшто имате пристап да одите на некоја операција? Како што спомнав и претходно, во рамките на тие 30-дневна пракса што не е, зависи каде сме, обично ветеринарните доктори дозволуваат студентите да присуствуваат на операција. Но претходно соодветно да ги едуцираат, да ги информираат како треба да се однесуваат во операциона сала. Всушност јас и денеска имав вежби по хирургија и присуствував на една операција, односно на пиометра на куче. Пиометра е всушност гнојно воспаление на матката на кучето. Што е нашата должност како студенти? Значи, кога сме на вежби, ние обично асистираме, значи на хирургот, главен хирург има, ние сме му помошник и се менуваме обично по студентите. А тие што не учествуваат во операцијата, обично помагаат во давање на газа, чистење на подот, давање на игла, нешто што е нестерилно, а треба да му се даде на хирургот бидејќи тој е целосно стерилен. Така. Во однос на практичниот дел на праксата на присуство на сама операција, дали имаш некоја анегдота, Еве, да ни кажеш, или некое искуство кое што за тебе оставило најголем впечаток до сега и ќе го паметиш, така се навраќаш на тоа? Имавме една операција која што јас не учествував, не бев присутен, но колешките ми ја кажаа. Имавме едно куче кој што му отвара всушност градната празнина, бидејќи цело време му се насобираше течност внатре, ама не се знаеше од што е таа течност. И кога ја отворија градната празнина, тие видеа една огромна топка и колешките ми викаат, јас мислев дека ова е втора срце, а всушност тоа било еден огромен тумор, толкав буквално бил, како ракометарска топка, натре во кучето. И кучето, откако заврши операцијата, како ништо да не му било, само се стана, се излезе. Дали кучето по операцијата било добро, мислам? Да, скроз окей беше, да. Еве, тоа е навистина, значи туморите се многу застапени кај животните, ги има и кај нив. Да. Еве, ќе преминеме на тоа, дали освен што посетувате наставот, имате практичен дел?
Дали имате и друг начин за надоградба на вашето знаење? Постојат ли некои обуки, дополнителни летни школи кои што е задолжително или незадолжително би требале да ги посетувате за да се надоградите со повеќе знаење? Значи летните школи ги имаме, да, доста ни се имаме пристап до такви обуки. Не се задолжителни, но многу има од бенефит студентите. Значи, еве, јас сега пред месец дена бев во Босна и Херцеговина на една работилница за чистење на папците на кравите. Папците им се нозете, аналогно на нашите ногти, што се за потпора заштита на кравите и на овците и на козите. И јас би рекол дека на таа работилница доста научив. Тоа само беше еднодневна, а понатака имаме доста летни школи во однос на благосостојба на животните, кој што е сега доста актуелна тема, заедно со законите, етиката спрема животните. Сега имавме колешка што отиде во Дубровник за колешки две уствари кои што отидува во Дубровник за едукација во однос на зоонозни заболувања, заразни заболувања. Ќе се навратиме на тоа. Ќе се навратиме, да. Ама да, во глобала ние факултетот доста ни овозможува вакви летни школи, обуки, конгреси, да учествуваме во научни трудови, самите ние да си пишуваме научни трудови, да ги презентираме на некој соодветен конгрес и така натака. Така, освен за животните, вие учите и за храната добиена од животинско потекло. Што можеш да ми кажеш, еве, некој интересен факт за храната од животинско потекло и дали можеме, еве, да ни дадеш некој совет и совет на студентите кога одат да пазарат и кога гледаат нешто од животинско потекло, како да ја видат свежината на тој продукт? Ќе давам една анегдота тука прво. Значи, кога слушавме ние студентите паразитологија и паразитарни заболувања, професорката што ни е по паразитологија ми кажа, јас бев на некој конгрес таму нешто и се имало некој специјалитет со живо месо. И бидејќи паразитите ги има во преголем број во живото месо, професорката рекла на гостите таму, вика, јас не ви препорачувам да јадете од ова месо, бидејќи е полно со, може да е полно со паразити. Живо месо е извор на инфекции со паразити. И никој не јадеше од тој специјалитет и таа што беше организаторката на настанот и се најде. Се наоти, да. Од тука ќе да прашам и што мислиш за сушито, бидејќи суши се прави од со жива риба. Дали тоа содржи паразити или во однос на сушито не сум сигурен, али во однос на месото тука што значи кравите, овците, козите, свините, јас би дал препорака до сите соодветно термички да се обработат. Секогаш, значи под на силна топлина да бидат како што треба испечени, испржени и така натака. Бидејќи стварно има многу не само паразити, и бактерии, и вируси кои што се пренесуваат преку храната од животинско потекло, не само од месото, туку и од јајцата, од млекото особено и така натака. Ова беа навистина интересни факти за храната и ова за обработка или термички да се обработи, тоа е точно и треба да го правиме тоа, бидејќи нели може да се соочиме со навистина поголеми проблеми што ќе бидат нели да не си го загрозиме нашето здравје во никој случај. Ќе се поврзам и со прашањето за Агенцијата за храна и ветеринарство, дали факултетот соработува со агенцијата и на каков начин соработува? Краткиот одговор е да, соработува факултетот со АХВ на кратко. Значи АХВ ги пишува регулативите и легислативата кои што всушност факултетот и сите надлежни единици поврзани со АХВ, вклучувајќи тука фармери, клиники, треба да ги почитуваат. Така. Покрај тоа, цело време нашите професори се вклучени во некакви колаборации, соработки со АХВ и со проекти и така натака.
Едни од побитните работи е всушност и надоврзување на претходното прашање, тоа е во однос на храната. Значи, ние добиваме примероци од разни фарми, млекари и така натака, за да провериме дали месото е, не само месото, туку животинските продукти, дали се безбедни за конзумација. Значи, дел не е тоа на на ниво на цела Македонија, туку тие што сакаат, односно приватните фирми, некои да, а тие што си се посебно, тие праќаат, идат некои преку АХВ одат, а некои одат самостојно преку факултетот. Тоа е работата. Така, еве, не те прашав, а мислам дека еве мене лично ме интересира, па и нашите гледачи и слушатели. Со кои животни најмногу би сакал да работиш и зошто баш тие животни? Дали можеш да оделиш еве едно животно? Едно животно не можам да одвојам, али можам да одвојам две категории. Добро. Првата категорија би била на диви животни. Ова повеќе ме потикна во однос на дививи животни, бидејќи пред 2 години бев на еден летен камп за биодиверзитет и заштита на Преспанското езеро. И ние тука цело време бевме во интеракција со разни видови на животни, кои и меѓутоа стававме фотомамки за рисовите, кои што се кај нас ендемично животно и не се фаќаат често и не се фаќаат лесно, бидејќи се на многу мал број. И ова всушност летниот камп беше организиран од Македонското еколошко друштво и јас како од ветеринарниот факултет отидов таму, и ако тоа не е баш од нашата струка, сепак кога се животните упрашања, јас одма се пријавив да отидам. Не и се, значи после тоа работевме со змии, работевме со желки, работевме со лилјаци, цело време бевме во интеракција со животните и едноставно Тоа те поттикна на некој начин да ги засакаш дивите животни? Да, многу, тека цело време си у природа, а јас бидејќи сум многу авантуристичен човек, многу сакам природа и планинарам и све тоа, јас да излезам во природа, особено ако можам да го работам тоа, би било... Ки си отвориш работа и кога ќе одиш да се рекреираш. Да. А другата категорија? Другата категорија за екзотични животни. Ова исто пред 2 години имавме ни работилница на нашиот факултет за екзотични животни. Имавме визитинг професорка од Загреб, која што е специјалиста за екзотични животни, бидејќи таму имаат и цела клиника всушност за екзотични животни, односно за гуштери, за змии, за птици и така натака. И исто тука имавме интеракција со животните и едноставно различни ми се од домашните миленици. Од мене досадни ми се кучињата, мачките. Бидејќи ги гледаме секој ден можеби. Да, затоа. Ако би требало да одберам домашен миленик, јас би одбрал да работам со крави. Со крави, така. Да. Добро, па и мислам дека и кравите најмногу ги има кај нас во Македонија, мислам според домашните животни кои што ги Мислам дека да. По кокошките можеби или Со кокошки во однос на број да, кокошките претпоставам се повеќе, но сме имале повеќе фарми за крави, особено тука во околината на Скопјето, во Скопје, но со времето се помалку и помалку. Така, луѓето се помалку сакаат да се посветат на домашни. Ама и поради заразните заболувања кои што се актуелни. Така, дали сметаш еве дека практичната работа всушност игра и најголема улога? Еве, например, во однос на тоа да ги препознаеш сите животни, вие на факултет учите од книги, сигурно лаборатории, одите на летни школи, имате обуки, но колку е важно вие да го видите тоа животно во живо и да видите како всушност и функционира, нели да ја почувствувате енергијата, да го слушнете како диши. Дали е тоа навистина многу важен дел во совладување нели на некое животно, нели да го препознаете, да научите некои карактеристики? Да, значи пред тоа ние треба да имаме соодветно познавање на теоријата на самото животно, односно тие предклинички предмети кои што ги учиме, значи анатомија, физиологија, клиничка диагностика, ама многу е полесно секако кога теоријата ќе ја примениме во пракса, особено анатомијата. Значи не може јас да планирам да полагам анатомија и да учам само од книга. Јас морам да видам коската, морам да го видам органот, да видам како личи, да можам да осетам, да видам дали е тој орган, дали е тој мускул и така натака. Во делот на, ќе се навратиме на
операцијата, нели кога присуствувате, што е најинтересно до сега што си присуствувал, на кое животно, мислам го спомнавме кучата, дали има и на некое друго животно. Еве на пример, јас секогаш сум се прашувала каква би било операцијата на некоја жаба. Дали никогаш си слушнал, си прочитал? И не сум присуствувал на никаква операција надвор од куче или маче, за жал. Значи тоа е некоја примерна област на која што учите нели на почеток, Да. но понатаму понатаму може да се оперират и жаби, на пример, еве не знам, жабата ми текна првично. Не, исто пак, значи јас не присуствував на ова. Ова е само твоите колешки. Да, асистентот всушност по хирургија ова ми го кажуваше, значи правеше операција тој на птица всушност, кој што собствениците по грешка со усисивач го ушмукаа внатре, што се вели, и имаше херни, имаше други секакви патологии и асистентот ја коригираше птицата всушност. И тоа е доста тешка, ама и интересна работа. За каква птица стануваше збор? Не се сеќавам каква, али тоа е малце тука лошата работа што не се знаат вакви работи кога ќе се направат некои вакви операции. Не се слушнати доволно, а тоа е поприлично би рекле дека е нешто невообичаено, не секој ден се оперираат птици. Ја спомнавме Агенцијата за храна и ветеринарство, еве ме интересира во делот на зоолошката градина каде што всушност и најмногу животни има, екзотични тука може, не знам екзотични, но може да ги ставиме животните кои што всушност и не се дел од нашата секојдневна природа. Значи, нашиот факултет соработува и со зоолошката градина. Наши професори одат на терен на самата зоолошка и прават прегледи претежно на цицачите. Последно мислам дека правеа на лавот или на лавицата. Последен пат што има дојдена пациент кај нас на факултет е јагуарот, каде што му правевме компјутерска томографија. И имаше слики објавени на Универзитетската ветеринарна болница, може да ги видите. Друго, исто така, студентите може да се зачленат, не да се зачленат, всушност да присуствуваат на таа 30-дневна пракса, што не е на зоолошката градина, со соодветни едукатори, зоонегуватели таму. Така. Еве, ќе спомнеме технологијата, колку игра важна улога во самата ветеринарна медицина, но нема да ја изоставиме ни вештачката интелигенција. Технологијата, значи, како и во секоја струка претпоставувам, е доста големо помагало, како што одиме по годините. Во однос на ветерината, практичен пример се интензивните фармски системи. Професор нас кажуваше, значи, влегува во фарма и вика, колку крави има тука? 5000. Вика, а колку вработени има? 5. Колку, значи, технологијата, значи, секоја крава си има посебен чип, си има машина, скенира тој чип, кажува све за кравата, колку храна му е потребна, колку протеини, јаглени хидрати, витамини, све пресметува и го праќа, точно го ориентира каде треба да јаде, каде треба да спие, кога треба да биде молзена кравата, кога треба да оди во кланица и така натака. Затоа мислам дека технологијата само добро може да влијае врз ветеринарната медицина, а во однос на вештачката интелигенција, тука повеќе студентите повеќе ја користат. Тука во однос на помагала при учење и така натака, бидејќи имаме доста разни мислења дека не треба да има вештачка интелигенција, помеѓу професорите некои викаат треба, а тоа дека е стварно корисно е. Така да, само да не се користи на пример за пишување на трудови, како што денеска најчесто мислам дека се користи, да не се злоупотребува, туку всушност да ни биде и водич на некој начин и алатка за да може нели да ја совладаме материјата. Еве, ги спомнавме лабораториските вежби и што правите, еве, кога одите во лабораторија, што правите во лабораторија и кои се некои основни работи кои што ги надгледувате? Значи, доста предмети кај нас се лабораториски. Најпрво ќе спомнам анатомијата, бидејќи
всушност ние имаме цел анатомски музеј на нашиот факултет и меѓу првите, вторите, третите вежби, одма ние стигнуваме студенти прва година и асистентот ни вика, значи дечки, куќето е мртво, не се плашете, тоа е, сега ќе почнеме да обдуцираме, да го отвараме лешот. И после тоа, значи некои студенти сега не им е се едно, прв пат гледа, треба да се навикнат и така натака, ама све тоа со пракса, со искуство и иде понатака, а во однос на други лабораториски вежби, како што се микробиологија, натрешни болести, претежно работиме, добиваме некаков примерок од пациент и го работиме. За микробиологија, пример, ќе добиеме бриз од нос, од уво, од некаква слузница на телото, од рана, и после тоа ја инокулираме на плоча и после тоа гледаме дали има раст на бактерии. Или ќе наметнеме на предметна стакленце и ќе гледаме под микроскоп. После тоа, пример за заразни заболувања, ако гледаме, ќе добиеме препарат, односно примерок од млеко, и тоа млеко всушност се тестира, односно за заразни заболувања, со одредени методи секако. Така, ги спомна категоријата нели на твои омилени животни, ги стави во едни од поомилените екзотичните животни. Еве, јас пак ќе се обидам да те прашам, еве барам од екзотичните животни да можеш да оделиш едно, две, три животни кои за тебе се најфасцинантни. Јас би рекол змиите и гуштерите. Ќе додадам и тука и желките, бидејќи јас пишував еден абстракт за паразити во желки. Но тие ми се дефинитивно најинтересни. Боите ми се свиѓаат, начинот на живот каков им е. Дека не се, како што ја спомнав преска, значи не се актуелни толку многу, не се привлечни. Некој кога ќе кажеш ветерина, одмах ќе го асоцира човекот на куче, маче, крава, нешто така. И затоа не се толку Мислиш дека не се доволно истакнати кај нас? Или не се чува? Еве, например, жабите, мислам дека и оние поекзотичните може би се чувале дома, мислам дека може, но со добивање на некоја лиценца или нешто така, мислам, ако не грешам. Или за екзотичните животни кога зборуваме, бидејќи не мислам дека сите животни можеме сами на своја рака да ги земеме, да ги чуваме дома. Мислам дека во однос на, ако сакаме екзотично животно да купиме, мислам дека има пет шопови кои што ги продаваат екзотичните животни и тоа се мислам дека исто како да се купи куче. Да, јас мислам во делот на пример на некои животни кои што може на пример кои што се опасни, нели треба да внимаваме, оно секое животно на свој начин може да биде опасно во зависност нели. Да, едно еве на пример јас чувам желка повеќе од 13 години и мислам дека еве секогаш така сум ја гледала како мирна, не толку многу екзотична, но еве е многу поразлично нели самото куче маче. Да, па тие екзотичните животни не се толку хиперактивни како кучињата и мачињата, тие се многу летаргични животни, не се движат многу, тоа е кога јас би препорачал такво животно за некој што нема многу време да се посвети за животот. Така, например, јас. Не дека не се посветувам. Желка, змија, гуштер, браде змеј и така натака. Тие се тие животни кои што не им треба толку многу грижа, но сепак им треба, иако не личат така. Така, ќе се вратиме на она што спомнавме за зоонолошките заболувања. Што се всушност тие? Зоонозни заболувања извинувам, зоонозни. Зоонозни заболувања се заболувања кои што се пренесуваат од животни на човек. Типичен пример за ова е всушност беснилото, кој што го имаат кучињата, моментално кај нас го немаат, евентуално да имаат лисиците, но дивите се тие. Но урбано во градовите немаме ние беснило. Всушност болеста вака кратко што прави, значи таа е во плунката на кучето и таа се влачи таму. И откако ние ќе бидеме угризани луѓето, таа болест, односно вирусот на беснило, се движи до нашиот централен нервен систем во мозокот, каде што првично се јавуваат знаци на висока температура и најмаркантен знак на беснилото е всушност хидрофобијата. Бидејќи имаме парализа на голтката, односно не можеме да голтаме. И затоа ние одбегнуваме да пиеме вода.
и на крај доведува само до парализа на белите дробови на системот на дишење и така настанува смртта. Ова е само една од болестите. Имаме многу други заболувања кои што се како бруцела, салмонела, туберкулоза, кои што се кај нас присутни, но ние ветеринарите индиректна задача ни е всушност заштита на луѓето. Некој кој ќе каже ветеринар одма го асоцира на животни, што е многу точно. Да, нашата примарна директна работа е заштита на здравието и благосостојбото на животните. А примарна индиректна работа ни е заштита на луѓето. Дали е точно дека животните понекогаш повеќе слушаат во однос на самите луѓе? Дали се понекогаш поемпатични? Дали може да ги ставиме во таква категорија, да бидат поемпатични од луѓето, сепак немаат здраворазумско размислување? Па, некои животни да, некои животни не. Имаме видено примери каде што кучето наше многу не сака, знае, се гали од нас, ни покажува знаци на некаква емоција. Се гледа тоа. Точно е тоа дека имаат и емпатија. Дали имаат повеќе или помалце? Јас би рекол дека имаат повеќе, дека тие го гледаат собственикот како партнер. Значи, ова е моje мислење, барем јас така ги гледам животните. Тие не се замараат за пари, за морки, за такви ствари, туку тие само сакаат да бидат со нивниот собственик. Така. Тоа е. Сега ќе преминеме на овие другите примероци кои што Матеј ни ги донесе. Еве јас тука до мене веднаш ќе пристапам на ова. Ова Матеј, јас нема да откриам што е, еве Матеј ќе ни каже, ќе ни објасни малку што е ова и зошто баш денеска го донесе овој примерок. Значи, ова се крлежи. Мислам дека се тврди крлежи ако гледам го. Највеќе разликуваме тврди крлежи, односно иксоидес и меки крлежи, аргасидес. Не гледам го кои се од тука, али еве да речеме дека се тврди крлежи. Намерно ги зема всушност крлежите за малце информација до собствениците на кучињата, бидејќи ова е честа тема. Баш ми се јави еден пријател пред некој ден, вика: "Абе, кучето ми фати крлежи, што да правам?" Ја недела беше, и викам види, најубаво е прво на ветеринара да го однесеш, али ако нема ветеринар, окей, значи се зема пинцета. Добро. И кога ќе се со пинцетата на краевите да нема иглички, дека некои имаат иглички, да се зема тапи пинцети. И да се фати врвот на крлежот кој што е внатре во кожата, што подале тоа подобро. И ќе стиснеме и нема да притискаме нагоре, да влечеме, односно, туку малку прво ротационо движење правиме и после тоа пополека почнуваме да го вадиме крлежот. Така е најубав начин, но првично секогаш да се отиде на ветеринар, секогаш. Така. Првично е тоа, па понатаму, ако се чувствуваме сигурни дека можеме тоа да го направиме, да пристапиме нели и сами. Да. Еве, ќе го земам овој дел. Овој дел е мониезија. Мониезија, добро, јас, ова е латински, предпоставувам. Да. Ова е тука, што? Ова е паразит во тенките црева на преживарите, односно на кравите, овците и козите. Ова е хелминт и ние на факултетот вие ги викаме јувки. Па да, личат малку на јувки, но не се за јадење. Не се за јадење, да. И, така? Да, овие обично предизвикуваат штета внатре во интестиналниот зид на преживарите. Дали е честа појава? Па не е толку многу честа. Ова нешто ми личи на некоја зимница, ќе речем, на пиперки или на некоја боранија, може да кажам. Или боранија, да. Така, но ова сигурно не е боранија, ниту пиперки. Ова е сигурно нешто, не знам, може да предпоставите, но еве, Матеј, мислам дека ти подобро би било стручно да ни кажеш што е ова. Ова е паразит кај коњ во желудникот, наречен Параскворум екворум. Значи, паразитот се вика Параскарис, а екворум е всушност латинското име на коњот, односно еквайн. Ова е всушност многу интересен паразит поради неговиот развоен циклус внатре во организмот на коњите, поради тоа што откако ќе ги внесат јајцата на овие паразити, ова се всушност нематоди, црви, така ги викаме. Прво се во вид на јајце, таа им е првичната фаза. Кога ќе ги голтнат јајцата,
стигнуваат јајцата до цревата, од цревата ги пенетрираат цревата, преку крвотокот одат во белите дробови, од белите дробови одат во дишникот во грлото, потоа се голтаат пак, односно и после тоа се случуваат овие црви тука внатре во стомакот и полни се коњите со вакви црви тука. Така, значи, ова е исто препарирано, така? Да, од твојата страна, дали ќе можеш да ни покажеш што имаме таму и така, одблиску? Ова е Ценурус церебралис. Ова е исто хелминт кој што е всушност ова треба да е како топче големо, полно со течност, но ова е испразнато од течноста. И ова се наоѓа во централниот нервен систем на овците, односно во мозокот внатре. И исто, значи се внесува преку исхраната, оди преку цревата, стигнува до мозокот и станува вид на топка каде што притиска на мозокот, дури може да доведе до фрактура на коската на овцата. И интересно е што ова може и кај луѓе да го има, да се пренесе, односно е зооноза. Зоонозен, значи... Да, но не мора да значи дека е ќе биде баш во централниот нервен систем кај луѓето, туку може на црн дроб, во бели дробови, зависи. Значи не е конкретно. Да. Добро, во другиот сад што имаме или во другиот сад ова е Дирофиларија имитис, односно срцев црв од волк. Значи ова е кај волк се јавува, така? Кај карнивори, ова често е кај кучиња. Многу често е кај кучиња ова. И значи интересно е за овој паразит тоа што се пренесува преку комарци. И сега тие комарците се инфицирани со така наречени микрофилари, кои што се внесуваат преку убодот и после се размножуваат внатре во крвотокот, се додека не стигнат во десната предкомора на срцето, односно во белодробната артерија, каде што почнуваат да се јавуваат клиничките знаци, односно тешко дишење, нетолеранција на физичка активност, онесвестување и така натака. Ова е речиси едно од поинтересните и најчестите паразити. Така, и за крај што оставивме? За крај и уште една информација до собствениците што поседуваат кучиња и мачиња, да не ги хранат нивните миленици со коски. Значи ова е изваден, значи од Дали тоа се однесува и на оние миленичиња што чуваат, оние собственици кои што чуваат кучиња? Да, особено. Кучиња, мачиња, на сите собственици кои што чуваат кучиња и мачиња специфично, бидејќи значи не е точна таа информација дека кучињата треба да јадат коски. Типичен пример, кога сме гледале цртани сите како мали, кучињата не ги јадат коските, секогаш устата ги држат, така? Тоа е целата поента. Исто и мачките. А што е поентата зашто не треба да се јадат коски? Значи обично ти ако се не може да видиш тука, значи ова е коска, така? Коска е, да. Значи коските се доста остри, понекогаш и цврсти. И сега тоа кога ќе се голтне, има многу начини кои што може да предизвика штета. Најпрви може во хранопровода да предизвика. Ова е изваден од хранопровод. После тоа може внатре во желудникот да предизвика значи ерозија, некаква улцер, во најлоша ситуација може скроз да го перфорира зидот, да го пенетрира и желудочната собржина да излезе надвор од желудникот и да предизвика смртоносен перитонитис. Еве, ги објаснивме скоро сите, мислам дека не изоставивме ништо. Еве, како за крај, што би ги посоветувал нашите студенти, гледачи, дали вреди да се студира ветеринарна медицина и што би ги посоветувал оние кои сакаат да волонтираат кога се работи за домашни миленичиња или да волонтираат на некоја фарма, дали можат уште сега да пристапат или мора да имаат некоја дополнително знаење? Во однос на волонтерите, јас немам многу лично искуство, но јас мислам дека секој што е амбициозен во однос на животните и воопшто за животната средина, тоа да си го да го оделиме, нели, како... Не да го оделиме, туку да се ги следат амбициите повеќе. Значи, има една убава поговорка од еден, всушност основоположникот на националните паркови, вика, кој има уво за
пеењето на птиците и око за цветот на полето, тој ќе си ја најде вистинската радост. Односно, ако сме заедно со природата, со животните, ќе бидеме среќни, со позитивна енергија, слободни. Затоа јас ги апелирам идните студенти, љубители на природата, дека факултетот за ветеринарна медицина им пружи одлична можност да си го продлабочат нивното знаење и да се стекнат со извонредни вештини во однос на заштитата на животните и нивната благосостојба, воедно и животната средина. Така, ти благодарам, Матеј, уште еднаш, што беше денеска мој гостин и што уживавме во природата, бидејќи сега е веќе убаво време и пролета мислам дека за мене е најубавото годишно време. Ти благодарам уште еднаш. Тука ќе ја завршиме оваа епизода. Накратко ќе кажем дека животните слушаат, гледаат и негуваат да зборуваат на нивен специфичен јазик. Ако ние луѓето на вистински начин им подадеме рака, можеби и на вистина ќе можеме да ја овозможиме таа комуникација со нив, но и треба на вистина да се чуваме од оние животни кои што можат да бидат и опасни. Ова беше нашиот вајб за денес, а нека Vibe On ве носи кон нови предизвици и можности. До следна епизода, довидување.